Марија, офицерка на украинските вооружени сили, за прв пат пробува воена униформа за жени. Чому я цього раніше? Зошто не сум го видела ова порано? Едноставно е прекрасно. Марија, која не го кажа своето презиме, вели дека ова е најудобното палто и пар пантолони што ги носела откако ја започнала воената служба. Круто, дуже посадка. Моделот е многу кул. Погледнете, панталоните ми се точно на половината, ни пониски, ни повисоки. Покрај тоа, тие се прилагодливи. Можам да ги поправам и да ги стеснам ако е потребно. Марија им се приклучи на вооружените сили кога започна целосната руска инвазија во февруари 2022 година. Како и другите жени во украинската војска, таа вели дека добила машка униформа. Бо у всіх це як форма. Тоа е како униформа од постар брат. Ти дадоа нешто, а ти мораше да го прилагодиш за твојот тип на тело. Најмалата големина на чизмите почнуваше од 40, но јас носам 36, па чекав долго да добијам чизми што ми одговараат. Офицерката Олга Бигар разговараше со гласот на Америка од линијата на фронтот. Зараз ми знаходимося по Се наоѓаме во регионот Бахмут и извршуваме задачи поврзани со деокупација на територијата. Бигар вели дека нејзините пантолони толку лошо истојат, што често издржувале само една мисија. встаєш, і в тебе вже вони Тие беа практично за еднократна употреба. Одите на некоја борбена мисија, паѓате неколку пати и шевовите веќе се поделени. Сега Олга Бигар и Марија имаат воени униформи за жени благодарение на волонтерите од Украинската социјална иницијатива Вооружете ги жените сега. Спочатку ми зібрали зразки. Собравме примероци од женски униформи од други армии ширум светот. Како основа беа користени стандардите на НАТО и униформите на САД. Исто така ги исполнуваме барањата на Украинското министерство за одбрана, еквивалентни за машки униформи. Волонтерите ги изработуваат женските униформи веќе една година. Жените кои служат на првата линија ги добиваат униформите бесплатно, а други плаќаат паушал. Ирина Никорак вели дека тие биле тестирани за безбедност и удобност на терените за обука. Приталеність пов'язана. Вградената јакна е неопходна кога жената носи панцир, инаку има многу набори од формираниот вишок ткаенина. Во лето, кога температурата е висока, оваа дополнителна ткаенина се трие, создавајќи непријатност. Овој август, Украинското министерство за одбрана одобри женски летни теренски униформи кои се очекува да бидат достапни до крајот на годината. Визуално схожи на... Визуелно, униформата е слична на нашата општа воена униформа. Дизајнирана е според женска фигура. Помали раменици, малку пократка должина, потесни ракави и струк што може да се прилагоди. Украинското министерство за одбрана соопшти дека има вкупно 42.000 жени во украинската војска, од кои 5.000 служат во борбената зона.